Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова и вечерва. Ова отворено студио го посветуваме на политичката ситуација и на протестите. Вечерва во студиото ги имам организаторите на иницијативата за заедничка Македонија, господинот Борис Дамовски, добро вечер, и господинот Богдан Илиевски, добро вечер до тебе. Благодарам што повторно се оздате. Вечерва сте овде, имате причина зашто сте овде, треба да разговараме за се она што се случуваше, но и за се она што ќе се случува. На народот веќе му е прекуглава, очигледно е дека му зовре од целата оваа политичка нестабилност и се што се случува. Тоа го покажа и снимките денеска, телевизија Нова пренесуваше во живо огромен број на народ денеска повторно на протестите. Колку сте вие задоволни како мина денеска протест? Очекувано беше намалено присуство поради инцидентите во четвртокот. Меѓутоа народот се покажа како многу похрабар и поодлучен во своите барања и со огромен број денеска пак ги поддржава протестите на иницијативата. Она што сега се случува е после инцидентите. Прво, веројатно ќе зборуваме малку за инцидентите во собранието. Тешко е толку голем број на народ да го држиш по контрола, посебно после 60 дена кога никој не го есапи. Не е дека било кога било некој од нас држал некого под контрола. Ние сме излегле на улица со една порака, со идеите за иницијативата за заедничка Македонија, меѓутоа се она што се случувало после тоа било спонтанна реакција на народот. Зборувам за одзивот на нашите повици за мирни протести, користење на нашето уставно Протестите беа мирни, 60 и кусур дена. Точно така. Небулоза е, лага е тоа дека некој може да контролира некого во одредена ситуација, посебно во денот во кој што имаше моменти кои што го вознемирија силно народот и моменти кои што дури може да се толкуваат и како обид за провокација, или па за демонстрација на сила. Може така, вака или онака да го анализираме почетокот на тие непријатни сцени од четвртокот. Нема македонечинам кој што остана рамнодушен на што случуваше во собранието, во албанската химна, интонирањето, начинот на кој сето тоа се одвиваше, а посебно за луѓето кои што беа пред собранието и го видеото. Да, ние бевме некаде, само што трнавме кога дојде информацијата, ама знаете како тоа доаѓа кај сите. Секој има некој што смартфон, телефон и така. Има дома, да, некој гледа телевизија, му дојавува или чита интернет портали, дознава дека ете некој ја пеел албанската химна во македонското собрание, но за разлика од генерално го знаете оној ефект на сварена жаба, ако ја ставиш жабата наеднаш во врела вода, она ќе реагира, ако пополека ја вариш, жабата на крај ќе си угине без многу претање. Меѓутоа очигледно не се сите сварени жаби во Македонија, луѓето реагираа, значи ги се сензибилизираа во тој момент, беа и малку наелектризирани, вознемирени од она што дознаме дека се случува во собрание. Понатаму дојавме пред собрание и капак на се беше оној обид за вонзаконско гласање, избор на некаков си председател на собранието на Република Македонија. Денеска во вашиот говор, господин Дамовски, рековте дека жалите за сите жртви од она што се случи, но најмногу жалите за Македонија. Да. Македонија е најголемата жртва на овие 2,5 годишни процеси кои се вршат и подлабока анализа, хронолошка, социолошка, психолошка и политичка би открила за повидовити аналитичари дека ова е исходот, очекуваниот исход, посебно за креаторите на таа атмосфера. Да не се лажеме, не се само 2,5 години, туку се 25 години на дејствување. Постојано нешто. Да. Македонија и на македонците после 25 години независност мислам дека ја прекуглава намешањето на меѓународната заедница. Ние имаме октроиран и признат од меѓународна заедница човек за председател на собранието, кој што е изброен како за Куќен Совет, што рече Боби на денешниот собор. Некој коментира денеска, господин Јужинска, дека дури ни Куќен Совет не се бирате. Апсолутно. Смешна е и тажна нивната постапка, посебно во непочитувањето на законите, на деловникот, на уставот пред се. И најсмешно е, за жал,
дел од демонстрантите потпаднаа по таа провокација, тоа што беше тоа таймирано. Ова беше психолошка борба. Да не забораваме, 2 дена пред тој настан или 3, Талат Џафери се упати со своето службено или не знам, приватно Ауди во толпата. Исто тоа беше окарактеризирано како обид за провокација. Кај Палома Бјанка, да. И таа демонстрација на некоја си надмокност и самоувереност, спонзорирана од меѓународната заедница, не проаѓа веќе. Не проаѓа, не сме ние протекторат. Сепак е ова суверена држава. Кога сме кај тоа, вие најавивте денеска дека освен со протестите, кои што ќе продолжите, со овој интензитет и понатака, што следи потоа? Која е идејата сега? Очигледно дека не ве слушаат. Никој. Ниту меѓународна заедница, ниту политичките партии. Народот е оставен сам на себе. Очигледно дека станува збор за еден период на безвластие, каде што народот се чувствува несигурен во било кои политички структури. Во нефункционална држава, народот мора заедно да се собере, соборно, и да преземе некои чекори, не такви како што беа во четвртокот. Тоа беше Непосакуван. Тажен настан, во секој случај. Да не забораваме дека ние од прв ден, секој ден повикувавме сите елементи на радикално, шовинистичко, националистичко, насилничко однесување, ги отклонивме и ги регулиравме. Колку што можевме. И протестите течеа во најдобар можен ред. Тоа може и додека нашето трпение не издаваше, нивното трпение на овие државно-ударни структури попушти и го изигра тоа сценарио, кои самите меѓу себе си го признаваат. И веројатно тријат раце. Очекувате ли дека интензитетот на протестите ќе продолжи со ова темпо како што е сега, дека луѓето ќе бидат? Многумина велат дека денеска се очекуваше да има многу повеќе народ, но луѓето исплашени од она што се случуваше во четвртокот. Ајде да не случајно пак има инциденти, да си седам дома и така. Јас би дал и еден друг агол, многумина очекуваа денес да има многу помалку народ, бидејќи изминативе денови интензивно работеа преку најразноразни етикетирања, закани, не знам, ќе лежите во затвор, уште ли сте на слобода и така натаму, директни атации према организаторите и кои што треба да бидат транслатирани до сите поддржувачи на иницијативата. Меѓутоа, напротив се случи спротивното, бидејќи иако никој жив човек, верувам, во оваа земја не е фан на насилство, никој не одобрува за различни политички ставови да се посега по физички интегритет на некоја личност, сепак и покрај тоа што се случи, на луѓето не заборавија што се случуваше внатре во собрание. И зошто се надвор? Што се случуваше внатре во собрание во 6:20, тој обид за, не знам како да го наречам, кога ја замислувам, кога си ја враќам сцената пред очи, знаејќи ги сите точки односно сите ставови од уставот, членови од законот, од деловникот кои што се прекршени, а една огромна листа. И имајќи го предвид па дополнително што ги нервира луѓето, 10 минути после таа лакрдија доаѓаат честитки од разноразни странски дипломати, па на таа поддршка се повикуваат овие што се бира како куќен совет претседател на собрание на Републиката. На луѓето им е јасно кој е носител на суверенитетот на оваа држава. Тоа се граѓаните, тоа не се никакви странски мисили, разноразни дипломати. На крај ние живееме во оваа држава и ние треба да се договориме меѓу себе како ќе живееме во оваа држава, а не некој одстрана да ни кажу. Да се разбира. Тие се луѓе доаѓаат тука на пар сати и нив им се дигаат разноразни тотеми од луѓе, тип на луѓе кои што цел свој живот, политички живот, целото свое битисување го базираат токму на подкрепата од некој од надвор за работите што ние треба да ги решаваме дома во својот двор. Затоа е револтот, затоа е нервозата. Да не се разбереме дека ова е апологетизам за нешто што се случувало. Јас сум така воспитан и скован да сум изричито против насилно декларирање на одредени ставови. Оно што не сакам мене да ми се случи, не сакам и на друг да му се
случаи. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да ги игнорираме сите предуслови кои што доведоа до тоа, не само од самиот ден, него уназад 2,5 или 25 години, нити па можноста, нели, после во оние интервјуа, дебати кои што се случува од актерите од таа страна на оградата пред собранието, како тие инсинуираат дека имале некаков план, проценки, дури и контакти со безбедносни служби на соседни држави, конкретно зошто Али Ахмети не бил во собранието, тоа била проценка направена од безбедносни служби од странски држави, дури ја загатна лидерот на опозицијата во излагањето пред граѓаните утре дента, во петокот ми се чини, вика не беше тој, тоа беше проценка и вие излечите анализа зашто беше тоа така. Па еве ајде да излечиме анализа, тоа беше така затоа што вие очекувавте да испровоцирате нешто такво да се деси. Ова е еден агол на гледање на работите. Не викам дека е така. Сакам да верувам во себе дека никој жив разумен човек не би се ставал себе си во ризик да биде изложен на гнев на народ кој што гнев самиот го предизвикува и знае дека го предизвикува. Меѓутоа јас тука сепак апелирам на разум. Можеби разумот е она што недостига во сите овие работи кои што ви правиме ние посвестно, зашто се случуваат работите не само во четвртокот, него и наназад, буквално. Така. Ке се вратиме на тоа што планирате сега, она што денеска го објавивте дека ќе се случува понатака е една тужба која што ја најавите поради нефункционална држава, но прво ќе одиме кратко на реклами па се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото, разговараме со двајца од организаторите на иницијативата за заедничка Македонија од граѓанското движење за заедничка Македонија. Господин Адамовски, денеска рековте дека и покрај се ще случи повторно граѓанската иницијатива денеска имаше мирен протест и повторно одите во институциите, се обидувате до последно можно да ги искористите институциите и правната држава за да го упатите својата порака. Најавивте тужба заради нефункционална држава. Зашто се работи? Секој граѓанин во Македонија има право на нормален живот. Секој даночен обврзник во Република Македонија има право на нормален живот. Политичките елити тоа не ни го возможуваат. Секој граѓанин во Македонија има право на леп. Секој граѓанин во Македонија има право на правда. Оваа правда што ние ја бараме сега, баравме само да ја отфрлат тиранската платформа. На тоа се оглушија можеме да кажем 102,4 Нашите барања ги зајакнавме минатата недела, предмината недела со барањето за избори, така. Народот да си каже. Очигледно изборите или па диалогот меѓу партиите за некоја си, не знам, транзиционен период, на транзициона влада, широка коалиција, да се средат работите, се да биде по уставот, законите, деловниците на собранието. Таа волја не постои кај партиите. Ние бараме правна помош. Како сиот овој многоилјаден народ да се заштити од политичките елити, да се заштити од нефункционалната држава. Денеска дадовме апел на нашата Facebook страна, званично на иницијативата Заедничка Македонија. Може да дојдат предлози, може да дојдат понуди од пред се правници, ни треба правен тим, силен, филозофи, социолози, психолози, семантичари, една широка лепеза, историчари, широка лепеза на врвни стручни умови, кои ќе помогнат да ја сковаме таа тужба. Тужба на граѓанинот, тоест на илјадниците граѓани кои ќе се потпишат на таа тужба против државата. Тоа не постои како правен инструмент во системот на нашето право, меѓутоа постои во англосаксонското право и се вика class action suit. Ние ќе се обидеме на тој начин да си ги бараме нашите граѓански основни права за функционална држава, каде што диалогот ќе биде средство на решавање на работите, каде што ниту мирни протести секојдневни ќе треба како нашите или па шарање на порта Македонија, ниту прженски договори, ниту посредници од типот на
белгискиот манијак, ниту не знам какви спонзори надворешни кои се мешаат пред се во македонската политика од очигледни причини, во исто време го разоруваат мирното граѓанско ткиво во Македонија. Што очекувате од оваа тужба? Еве, очекувате ли воопшто сега законите кај нас се знае како се правните судењата ќе нас траат долго и долго, посебно кога се работи за ваква работа. Факт е дека граѓаните се заложници на политичарите. Така. 2 кусур години и повеќе. Споминавте, господин Алски, 25 години, што и држи вода. Така. Факт е дека ништо не функционира, факт е дека се е на стендбај, се чека таа некоја влада веќе 2 и кусур години, никако да дојде граѓаните. Мирно, на 11 се излегоа, си гласаа достоинствено, си својата обврска како граѓани се извршија и повторно се заложници. Што очекувате? Очекувате ли тоа да донесе? Прво, очекувате ли брзо да биде завршено или очекувате да се тегне по судовите? Сигурно нема да е завршено брзо, ниту па очекуваме нешто предраматично. Ова е повеќе крик, јас гледам на тоа како повеќе на символичен гест во кој што граѓаните ќе... Јас верувам во правото, верувам во решение. Ворете, мене крикот на народот против... Нели, сите сакаме да профункционира системот, сите сакаме да има правда каде што треба да има правда. Значи да има реакција, да се чувствуваме заштитени, да се чувствуваме безбедни, да се чувствуваме дека нашите права се почитуваат, дека никој не може да ги погазува кога сака, како ќе му текне, дека никој не може да крши закони, да крши Устав на Република Македонија по своја волја и никој ништо да не презема околу тоа. Не може да бараат однос, ред и поредок и почитување законите, граѓаните ги почитуваат законите, оние кои што се таму поставени за тоа да го гарантират, а тие не го почитуваат. Се согласувам дека е така и не може, не знам, сите знаеме што се случи во четвртокот натре во собрание и сега да нема правен епилог на тоа. Значи тогаш или ние лажеме, или некој друг лаже. Мора да институциите да покажат дека се функционални, дека не се заведени од политички пиар, дека не се заведени односно не се под закана на сила на било кој и да си ја работат својата работа. Мора да се договориме дали ќе имаме закони во оваа држава или ќе немаме закони во оваа држава. Ова го зборуваме овие мирни протести, доколку работите течат како што се. Еве сега во овој момент сме статус кво, собранието не работи, не се знае ни кој треба да свика седница, ни дали треба да свика седница, се е каша попара. Меѓутоа, што доколку се обелоденат оние најави од опозицијата дека ќе ја формираат владата, па ако треба и во хотниците од собранието или во Тоа ќе биде ВД влада. Прво, не сме сигурни дали е избрано воопшто собрание, макар и тоа државно ударно собрание. Не постои процедура по која е тоа утврдено пред се. Да не збориме, ги набраја Богдан претходно мал милион процедурални и законски и управни, не знам какви, по што се води собрание, по некој правилник, деловник. Да, тоа е како. Anyway, тоа ДОЛ собрание, тоа не е фирмичка на трајче од свири пржино, туку е држава на сите нас, на сите македонски граѓани. Немаат право така да се однесуваат. Ова е навредливо. Ова е понижувачко однесување на политичките елити кон граѓанинот. Ова веќе ја премина секоја мерка. Ова е полошо и од 2001 ситуацијата во која се наоѓа. Да се надеваме дека нема да има ескалација на сето ова што се случува на народот, точно дека му изоврие, но мене еднаш ме предупредија точно токму со вас двајцата овде кога разговаравме пред неколку недели во истото во студио, во истиот овој состав, јас ве прашав народот е сега за сега трпелив, дали ќе еве се случи тоа што се случи, тогаш ме обвинија за хушкање, меѓутоа изгледа било предупредување за она што било очигледно дека За таа работа не треба човек многу да биде видовит, дека трпене. Ние се соочувавме секојдневно со барања на граѓаните. Ајде да влеземе да го освоиме собранието. Што правиме, ништо не правиме работа. Да, ништо не правиме.
идејата на ова, колку и тоа гандиевски или хипи да звучи, беше присуството, сплотеноста и бројноста е нашето оружје. Дека секој ден ги кажуваме нашите барања. Значи, ако имаме тука 10.000 души денеска, 60 дена, 600.000 пати е повторено од сите срца на овие македонци и граѓани на Македонија за средување на состојбите во државата. Ние не баравме да ги кршат законите и уставот. Ние баравме да ја отворила тиранската платформа и Заев да си биде премиер колку што сака или колку што може. Очигледно на овој начин нити може да биде премиер, нити може да биде лидер. Едно очигледно, Лидер нема да не биде се однесува премиер на така сите граѓани на хистерично. Република Македонија, затоа што Никогаш. овие кои што се Никогаш. надворни... После ова никогаш не. Избори очигледно тешко да ќе имаме како што одат сега работиве, барем тешко во догледно време, доколку не знам, некако по некој чудо се смири страста ке политичарите и седнат на маса, што мене лично не ми се верува после Не знам што е тешко, што е лесно, знам што ние треба да правиме, бидејќи имаме... Бидејќи едно од барањето ми беше избори, граѓани. нели? Да, Ресет. Така. Изборите ќе направат брз, безболен ресет, прераспоредување на политичките сили со јасни програми и цели кои ќе влезат во политичка битка, со јасно избројани гласови, со јасно сега веќе со јасни програми кои најнаш се Или претворат ако во ништо друго, платформи. ќе видиме според гласовите на граѓаните се за или не се за зашто се, нели? И најверојатно она долго време што сите го чувствуваме и треба да се направат што побрзо промени во изборниот закон. Многу бевте прозивани овие денови, каже и ти Богдан дека сте имали директни па и како да ги наречеме закани за притвор, па неколку медиуми, портали објавија и дека си веќе во притвор. Тоа се прво Желби, Да, желби, можда листа на желби. глупави вести од тие фейк ньюс центри кои што вадеа наслови МВР бара притвор за организаторите. Прво МВР не може да бара притвор за никого. Основното јавно обвинителство е тоа кој што може да бара Така. било што околу нешто, меѓутоа за тоа пред тоа треба да има дело. Сега проблемот на оние кои што не сакаат да има луѓе на улиците кои што се борат против таа тиранска платформа и против целата оваа лакардија е што затоа сакаат да не деморализираат, сакаат да не демонизираат, сакаат да не одвратат од она што го правиме и затоа ги измислуваат тие приказни за притвори, за затвори, за не знам, па дури како ви кажам, тажно на човечко ниво да читаш едва и чекам да лежат во затвор. Чекаве малку. Што направил Борис, Богдан, Игор, Мисиркова, Теон Джинго, Дарко Мелковски, Викса, Ванчо Петрушевски. Ние цело време повикуваме, апелираме на мирно и достоинствено протестирање. Меѓутоа тоа не значи дека ако некој па не се запне толку многу да види докаде е крајната граница на толеранција на овој народ, дека јас сум виновен за тоа. Или дека е Борис, или дека е било кој друг. Освен оној кој што решил да го турка народот до провалија. За да не се повторуваат такви работи, мора сите вклучени странки во процесот да покажат Доблест, разум. разум. Да покажат разум и да се свесни за својата одговорност. И зрелост, би рекла. Апсолутно. Ние живееме заедно во оваа држава и треба да продолжиме и ќе продолжиме да живееме заедно во оваа држава. И тоа не може да биде во ситуација кога еден се осеќа по-обесправен од другиот, еден победен, еден поразен. Затоа нашата иницијатива се вика за заедничка Македонија. И ние, нашите постулати се базираат на логика, разум, малку математика. Значи, не значи дека ако некој достави некој максималистичко барање, кое што објективно не е Секој има право да го достави. Проблемот е дали ќе се разгледува и како ќе се процесира. Дури и во доставувањето. Се извинувам, имам тука еден аргумент, дури и во доставувањето на тоа барање. Одговорноста на лидерите е да знаат што прават. Не само да го користат национализмот како коин кој што ќе го зајаваат секогаш кога ќе им треба малце инстантно подигање на енергијата, на рейтингот. Така е најлесно, меѓутоа и најопасно.
Зборував со неколку аналитичари во изминатиот период од кога се случи овие инциденти и од Македонија и од соседството. Едниот од нив кажа, а и господата Валентина Божиновска денеска во студиото, едниот од нив кажа буквално вака. Ајде пробајте да се качите на говорницата на парламентот во Грција, во Бугарија. Да не зборуваме Германија и Америка и пеете химна на друга држава, посебно во една ваква ситуација, да видите што ќе ви се случи. Ќе ви изаде црт помрачија, нема никој да знае каде сте, во која занда да сте пикнати. А кај на себе се поминува? Од парламентот направија фарс. Поодамна диалогот е умрен таму. Тие ситни провокации и тие баш хубаво рече Богдан. Национализмот е конј кој го јаваш кога сакаш и гостиш, меѓутоа треба да знаеш како го храниш. И што остава тој Што зад себе. остава зад себе. Знае да ритне некогаш. Да. Така. Така, не дозволива тоа. Не дозволива. сега- Не можам да најдам доволно зборови за обемот на таа навреда што му се случи на македонскиот народ. Така, сега велат, се очекува од граѓаните да ги почитуваат законите и да бидат послушни граѓани нели на оваа држава, додека ги кршат токму политичарите. Дали дозволивме сами, сите македонски граѓани, ова да ни се случува со самото тоа што молчевме кога ни се случи паралелен државизам со Пржинскиот договор, со специјалното јавно обвинителство и така натаму. Да. Значи сами себе си ја ставивме јамката кон вратот. Тоа е ефектот на сварена жаба. Да, полека ефектот на сварена жаба даде резултат. Меѓутоа очигледно Не може да иде до бескрај. тоа не може да биде бескрајен луп во кој ние ќе бидеме заморчици кои што трчаат во тркалцето. Или ќе ја средат државата, или ќе бидат тужени. Сега, легалистичкиот, правниот пат е сега нашиот избор. Ние сакаме да ја тужиме државата. Па ќе разгледа тимот дали можеме да тужиме и по некој политичар поединечно. За ова дело, за она дело, за... Ние сакаме да ги тужиме политичарите за психолошко малтретирање на овој народ. Што е очигледно и евидентно. Се врши психолошка тортура. Ние сме даночни обврзници, ние имаме права. Ние имаме права како граѓани да имаме нормална држава. Тоа тие не го гледаат. Оваа борба за власт мора да престане на ваков начин. Поларизираноста меѓу двете најсилни партии мора да престане. Мора да се развие граѓанското општество преку присуство на повеќе партии, не огромни коалиции, мега мастодонти коалиции каде што секој секому служи за нешто. Политичкијата призма, виножитото на политичките партии во Македонија мора да ги добие своите бои. Не може да биде све сино-црвено. Сега е така. Сега е така и народот е поделен. Дури и она каде што нема политика, сега се поврзува со политика, одма се гледа кој стои за тоа, дури и болести, и граѓански здруженија, и се обидуваат да го обојат. Ке се обидам да парафразирам еден од аналитичарите со кој што јас разговара, вели толку е очигледно дека ова беше класичен обид за дискредитација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, затоа што покажа не само што имаа мирни протести 60 и кусур дена, туку тоа е иницијатива во која што на говорниците можевме да видиме познати, признати луѓе, уметници, интелектуалци од нашето, професори, луѓе на кои што буквално не можеш да кажеш ова е некој, буквално ќе речам, неписмен што не знае што зборува, туку луѓе кои што и така имиња значат нешто, и тоа така вели аналитичарот, е најголем, се сложувам јас со него, е можеби најголемата мака како да се разбие и да се дискредитира оваа граѓанска иницијатива. Имаше обиди. Напади врз Ванчо Петручевски, еден од најеминентните актери во македонската историја, како на тој човек можеш нешто, Владо Јовановски и така натака. Дали се сложувате со оваа констатација или како вие гледате на сето ова? Мислам дека постои друга енергија. Не само луѓето
кои што ги повикуваат граѓаните кон нашата иницијатива. Самите луѓе, енергијата е сосема поинаква, свртано е тркалото. Свеста кај луѓето е многу поголема и многу по тука кај демонстрантите имаме луѓе од сите партии. Од најмалата до најголемата. Од сите партии. Од, не знам, од неколку здруженија, од не знам кој NGO-а. Приоѓаат, искажуваат својата подршка, енергијата и свеста се на сосема друго ниво. Нормално дека помагаат луѓето, нашите поддржувачи, говорниците кои ги вадиме, изјавите кои ги даваат, патуваат низ земјата по градовите и по големите места да ги поддржат и тамошните протести. Огромна енергија е дадена. Тоа не можеш да го створиш само од познати или признати лица. Тоа веќе е во народот. Кај луѓето е присутно. Очигледно дека беше некој тајминг кој што Дека има потреба луѓето на има за артикулација на своите барања и своето мислење. Меѓутоа факт е дека овие луѓе, вие, обајцата, со име и со презиме, го кажувате она што во овој момент го мислат сите овие луѓе кои што ги гледаме и на бимот зад мене, кои што се дел од и кои што ја поддржуваат граѓанската иницијатива. Вие излегувате со име и со презиме сите овие што ги споменав, актери, оперски пејачи, господин Дурловски, човек за кој што нема никаква дамка во својата кариера, почувствува потребата и овде рече во една од емисиите во кои што гостувате дека почувствувал потреба како човек да каже што тој мисли за целата оваа ситуација. Како интелектуалец, знае неговата должност како интелектуалец да. Меѓутоа токму тоа и ве доведе на зидот каде што може да ја фрлаат со пикадо на вас и да се обидува да ве дискредитираат. Мислам, тој смешниот спонзориран од USAID сайт, сакам да кажам, не знам да докажам, денеска изнесе еден куп лаги од Сабајле за мене, кутри од пиже. Има таму барем една, две, три, четири основи по кои можам да го тужам. Артикулот е непотпишан. Меѓутоа тоа е одземање на енергија. Тоа се ситни лигави полжавчиња кои се закачуваат и само се лигаваат со нивната омраза, со нивното неразбирање и со нивните задачи кои што им се поставени. Така што да не збориме за смртните закани по фамилија, по деца, по и така натаму, од анонимци па до вистински профили дури има. Сето тоа мора да се преброди. Да се издржи тешко, меѓутоа мора да се преброди. Ние сме на пат од тоа да го пребродиме. Дали имаше како што тоа пребродуваме и оваа криза во Македонија. Дали имаше тоа ефект на овие луѓе кои што ви приоѓаат? Јас лично ќе можам да кажам дека гледам дека се повеќе јавни личности, секој ден се повеќе јавни личности, професори се во рамките на граѓанска иницијатива за етничка Македонија и говорат. Меѓутоа еве вие сте внатре, па можете да ми кажете дали има некој може кој што рекол чекај да се повлечам, не е ова баш време кај што зашто би ме плукале? Не да се повлечеме, меѓутоа имало такви кои што не се охрабруваат. Значи не дека само ни приоѓаат луѓе, има и такви случаи, меѓутоа има и случаи кои што ние се обраќаме до луѓе кои што ги знаеме директно или преку некој. Има многу такви од нив кои што огромен број декларираат согласност, ист сензибилитет. Тука сме на линија сме, меѓутоа некој вика ако може да не се изложувам толку на удар на јавноста или не знам, имам страв од говорење пред пред говорење пред толку многу луѓе и така натака и така натака. На крај на денот не е суштински важно колку луѓе од разни профили се приклучиле, ги има доволно, ги има многу квалитетни. Важно е колку искрено и од срце и со срце секој таму постои во рамките на нашата иницијатива, ги декларира своите ставови без страв дека ќе биде изложен некој зид на срам или дека не знам, ќе му чкртаат по дома. Еве, додека седиме тука ми прати најмалиот брат слика, некој ми нацртал кукаст крст на влезната врата. Зошто? Не знам, веројатно сака. Која би била символика да кукастиот крст со... Не знам, или е он фашист или сум ја фашист. Ама, која е таа, како ви кажам, глупава дрскост? Демек знаеме каде живееш, па секој знае каде живеам, јас не се кријам каде живеам.
Дојде време да е срамота да си патриот во соседната држава. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија неколку пати разговара со луѓе кои што се дел обични луѓе кои што се и ние анкетите што ги прави телевизија Нова пред протестите, за време на протестите со луѓето кои што се таму, можам слободно да кажам комшии. Комшиски луѓе од мало, луѓе кои што сериозни луѓе, значи не се работи ниту за деца, па ниту се работи за инструирани луѓе кои што едноставно почувствувале потреба да излезат и да кажат чекајте луѓе, Македонија не е во прашање, навистина не сме сметаме дека албанската платформа не загрозува, па сега се фрла дамка врз тие луѓе дека не се тие патриоти, туку се терористи. Според последните случаи. Па ето веројатно и фашисти. Значи дојде време да е срам да си. Според најновата номенклатура на тие видите. Тие немили настани. Што се случи? Насилството што се случи се за секоја осуда. Меѓутоа, насилството, психолошко и тортурата врз народот што се врши е исто така. А да не збориме насилието врз Македонија. Тие луѓе што сега се заглавени по притвори, по истражни постапки и така натаму, тие реагираа на импулс. Импулсивно, така. Да. Сета таа и нормално во правна држава таа нивна постапка може да биде докажана, меѓутоа и оправдана од предизвикувањето од другите страни. Затоа правниот пат, правната држава е приоритет за опстанокот. Правда за секого, не селективна правда. Леп за секого. Така. Еве се уште продолжувате со протестите. Сега како ќе продолжите повторно како овие 60 дена секој ден? Да. Да. Ќе продолжиме го правиме она што знаеме, најдобро го правиме. Достоинствено да Тоа не се протести, ама добро. Не се протести, точно така. Не сме на улица, него сме на патека, убаво кажа Борис во една прилика. А тоа е достоинствено да се бориме за правата на граѓаните кои што ја поддржуваат идејата за заедничка Македонија, луѓето кои што се чувствуваат на моменти дискриминирани или обесправени во сопствената држава поради хировите и апетитите на разни политички елити, што од земјата, што од надвор, што во соработка меѓу домашни и надворешни фактори. Ние друго да правиме, немаме што друго да правиме. Навистина, мислам, не зборам како професионалци, секој од нас има своја работа која што се работи. Меѓутоа, како луѓе кои што се загрижени за оваа земја, а нашата љубов и грижа кон Македонија не е вчерашна, и сите кои што... Немаме резервна татковина? Тоа е, како да кажем, немаме резервен падобран. И мораме да се држиме до овој падобран, со кој што се спуштаме на тлото. Ако овој го изгубиме, резервен немаме и нас ке не нема. Останувате на барањата, избори и отврлување тиранската платформа, или како беше сега? Сега избори. Сега е само избори. Па не сакаа да ја дадат таа тиранска платформа, премногу... Очигледно се премногу емоционално врзани за неа. Тогаш им значи многу. Нека ја стават на избори и да видиме дали навистина дали ќе изгласат од граѓаните. Ако изгласат, тоа е сосема друга позиција. Или изгласаме. Изгласаме, пошто тајно е. Така е. Ако изгласаме, тоа е сосема една друга позиција. Со самиот тој документ сме зборили 1000 пати, има многу спорни моменти. Не само кога се појавува и со каква цел се користи, него и каде е направен. Тоа е незамислив гест од било која суверена држава. Самиот состав на барањата таму. Во сите нормални држави, намерно велам го употребувам зборот нормални држави, е забрането формирање на политички партии кои што во програмата имаат работа против државата. Забрането е било какви документи или активности од било кој вид кои што се насочени кон против државата во која што се. Кај нас некако поминува се. Затоа инсистираме на правна развршка. Дали можеби ќе ги проширите, дали ќе барате, не знам, еве јас сега размислувам лаички, нема да сум искрено ќе кажам дека размислувам лаички, дали можеби треба и да се побара од оние партии кои што учествуваа во овој документ направен во Тирана, да се побара ревизија на нивните програми, да се види што тие
како делуваат во Република Македонија, дали се против неа, за неа? Во правна држава тоа може да се спроведе. Но прво треба во една држава да се поведе рачун за оние кои што пробале среда собрание да направат нешто вон уставот и законите, а понатака ние да размислуваме долгорочно дека овдека е можна ревизија на политичките програми на сите партијните определби програмски и во кои рамки тие смеат да делуваат, односно до каде смеат да идат со своите Бидејќи очигледно претседателот на Република Македонија врз основа на фактот дека е законот со уставот, дека како претседател на сите граѓани на Република Македонија не смее да дозволи ништо што е против суверенитетот или што е закана за суверенитетот и унитарноста на Република Македонија. Значи очигледно веќе имаме јавно претседател дека некој тоа го прави. Очигледно е, веќе не треба ни да се... Претседател Иванов е единствената институција која обстана на легалистичкиот пристап во И се уште се држи? И се уште се држи. И има од нас голема подршка. Секојдневно кај неговата канцеларија таа искажуваме. Тоа е единствената институција во која во моментот можеме да веруваме дека ќе биде на страната на Македонија. Другите пролупале. Да не зборувам за институциите кои дефолтно би требале да се вклучат во бранење на правна држава, во бранење на македонскиот идентитет, како што е МАНУ, како што е Институтот за македонски јазик, како што е Институтот за македонска историја и дузина други институции. Уставниот суд беше прознат деновиве дека ќе треба да се огласи по изборот кои на треба да го кажат својот став, своето мислење. Ману го кажа, тоа е едно неилустрирано, интересно. И најдена сериозна подршка од народот не. Така што граѓанската иницијатива е прилично сама оставена на полето на делувањето, на зачувањето на редот, мирот, интегритетот, уставноста и гордоста и заедништвото во Македонија. Ве прашав во минатите емисии дали сте песимисти или песимисти, ќе ве прашам и сега после сите случувања, но веднаш по блокот реклами. Назад сме во студиото, во отвореното студио на телевизија Нова. Вечерова повторно разговараме за протестите, за инцидентот што се случи во Собранието, но и за протестните маршеви кои што и од денеска и во наредните денови повторно продолжуваат под капата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Македонскиот народ и денеска масовно на улиците повторно кажа, сега како што зборувавме во студиото, веќе не ни бараат добра волја од политичарите да сватат и да отворат албанската платформа, туку веќе бараат избори, па народот да се каже дали е или не е за оваа тиранска платформа. Зборувавме за тоа што следи, дека не е нефункционална државата веќе повеќе од очигледно веќе некое време, неколку години, не само сега, но еве во последниве денови веќе апла сме нефункционални. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најави и тужба против политичарите, против државата, поради тоа што ги доведе граѓаните Република Македонија до ова дереже да имаат нефункционална држава, иако од нас се бара да се ги плаќаме и даноците и обврските, се да си го на време спроведуваме како наша обврска кон државата, државата кон нас мало моргенс, како што велат. Ке се обидам повторно сега да парафразирам еден од аналитичарите кој што зборува. Прво да ја прашам дали знаете кој е можеби единствениот македонски збор кој што нема превод на англиски јазик. Тоа е зборот инат. Не можете да го сватат зборот инат странците. Спајт. Што значи кога сметаш Спајт, дека си во право и кога тоа е ситно. Така, не е до таа мера. Македонскиот инат е познат, бога ми, низ историјата, дека македонецот трпи, меѓутоа инатот е голем и дури со глава во зицето дека не го докажува нешто. Дали вас ве попушти инатот, ќе прашам? Не беше ни инат во стартот. После толку сопки мора да е инат, инаку ќе се откажавте до сега милион пати? Не, инатот се базира на потреба од држење на контра на некој став, реда ради, што значи често без, можеби без реална подлога. Овдека, како што кажа Борис, не се работи за никаков инат. Улогата е само за убеденост во исправноста на оно што го правиме. Кога сме сега кај тоа? Повторно ќе поставам прашање. Оптимисти, песимисти, каде води ова? Без надеж немаш цел. Ние имаме цел. Или нови избори, или добивање тужба
Кај да е? Страсбур, Њујорк. Кај на друго место? Северен Секаде пол. што може. Да, секаде кај што може ќе бараме правда за овој народ. Доколку не ви ја прифата тужбата. Па затоа бараме правници помош, нема ја да ја составувам. Многу сум му лут на Заев, на Груевски, на Ахмети, на Таци, заради и на Ван Хојте, и на Фуере пред 10 години. Многу ме навредија со своето однесување и неактивност и во ќорсокакот во кој не донесоа. Тоа нема ја да го правам, нити Богдан, тоа очекуваме. Врните македонски легални умови да се вклучат. Имате ли денеска го поставите? Имаме само апел до нив. Повикот е Дали отворен. Да, Секој кој е доволно свесен, способен, умен, е добре дојден да се приклучи во тимот и да состави таа тужба. Ајде еден апел на македонските граѓани, имајќи го предвид тоа што се случи во четвртокот, имајќи го предвид дека протестите продолжуваат и понатака, што би им порачале на македонските граѓани, ева да речеме оние кои што ве поддржуваат од дома, време ли е да се седи дома или? Видете, никого со сила не може да го изведеш од дома. Нити па некој изваден со сила хипотетички прави многу корист ако е таму на улица. Јас апелирам до сите оние кои што ја чувствуваат оваа битка за своја, кои што ја чувствуваат опасноста, кои што го чувствуваат перверзниот политички момент поради кој што ние се наоѓаме во ваква состојба во која што се наоѓаме. Да излезат на улица, мирно и достоинствено и со силата на своето присуство, како што често знае да каже Борис, да бидат најмокното оружје што овој свет некогаш го видел. Тоа е народот, сплотениот народ, заедничкиот народ, пред кој што, како ви кажам, тие може да игнорираат. Месец, два, три, не може вечно да игнорираат. Ова се луѓе кои што ги гледаме на снимки овдека, вистински луѓе, живи луѓе, луѓе со најобични потреби. И луѓе кои што ја сакаат Македонија. Никој не може им го пише тоа за греф, ниту да им го одземе правото да се борат за Македонија која што ја сакаат, онака како што дозволуваат уставот и позитивните законски прописи во оваа република. Покажавте досега за овие 60 дена дека не отстапувате од тоа што го правите, покажавте дека ништо не може да ве поколеба, меѓутоа морам да прашам, мај, доаѓа јуни, доколку ова се развлече, доаѓа летен период, дали мислите дека можеби ќе се обидат на картата издржливост и разводнување на целата ситуација да ве покорат? Видете, И што тогаш, нели? Што во тој нивните случај? хистерични планови навистина не ме интересираат повеќе. После настанете во четврток, таа хистерична реакција и избрзаност и Ако сакаа на карта време, ќе причека уште месец и пол дури заврши и турците играа на карта време 500 години, па вакво пак обстана. Али навистина, ако сакаа да, не знам, да не изморат, тогаш ќе си ја причекаа процедурата, немаше да станат нелегални, бидејќи од четвртокот тие се нелегални, дека се незаконски, немаше да излезат од законската рамка, ќе причека да се исцрпи бројот на, не знам, пријавени. Повторно ќе се гласаше, мнозинство ќе се изгласа, токму така. Точно. Тука веќе ги нема други аргументи освен оние кои што остануваат. Ако ќе се исцрпи оваа точка, мора да се преде на наредната. И наредната си има своја процедура како тоа треба да тече. Сакам да кажам, да повторам дека имаше начин како сето ова да заврши на најлегален можен начин. Само требаше да го дозволат. Не сака. Значи, очигледно не им било во планот да не истоштуваат, да не умораат или не знам, да чекат, бидејќи малци им се пореметиле плановите веројатно од самиот почеток, нели, според како што слушавме кои биле проценките на големите архитекти на сето ова што се случува, е дека ние 3 дена ќе излеземе на улица, па ќе издишиме финубово и ќе не снема. Понатаму имаше и апели, граѓаните да си одат дома, граѓаните не си отидоа дома, бидејќи не ги купија лагите, бидејќи ги видоа паднатите маски на тие програми за влади и така натака. И бидејќи гледаат телевизија, гледаат како им се чита наговорница, ова е тиранската платформа, претенција на други си ја читаат. Претенција на СДСМ викаат не постои, после ни излегува, вика да постои, еве слушнете ја како. Не верувам дека нема некој што не е нервозен во ситуација, односно дека некој има некаков си страшен план од кој што
кој што му се остварува точка по точка. Напротив, таквите избрзани хистерични реакции се доказ дека и тиранската коалиција е во некакво си брзање. Не знам јас зашто е тоа брзање, си знаат тие, меѓутоа тоа не е причина, ради тоа што нив им се брза да изложуваат целата земја на оваква состојба на опасност. Таа хистерија се створи со навредливите извици на претходните протестанти, че си лежите. Мислам, во една правна држава, че си докажете прво, па после че си лежите. И таа психологија на линчот е тоа што ги вознемирува граѓаните. Тој начин, да, тој начин не проаѓа. Не проаѓа во луѓе. Докажете. Прислушкувани разговори, СЈО, не знам што, они тоа треба да го докажат, како во секоја правна држава. Ние сме правна држава, побога. Дали може би се размислувате да побарате правда на суд за сите овие напади врз вас? Имаше многу во изминатиот период. Размислав да барам азил, меѓутоа се откажав. Казал каде? Каде? Во Вевчани. Па не во Вевчани. Таму имам пасош. Немој во Илирида само таму. Па не, Илирида, ние сме во Илирида според замислите на некои архитекти. Меѓутоа, се уште, правно, легално, ние сме во Република Македонија, суверена Република Македонија. Земја на македонците и на сите неизини граѓани. За крај, ваш коментар околу посетата на Хојтији, неговите средби со Иванов, она што се беше кажано после политичките партии, да не го коментираме тоа. Не, ми беше интересен. Ми беше... Не сакаме да предизвикаме меѓународен инцидент, така што... Нема да одиме дотаму да коментираме, реков. Се наметнува, јас ќе го кажам, еве да не го кажете вие. Мене ми е навистина срам што како држава се наметнуваме како скарани ученичиња, па ја викаме наставничката да не смири. Сметам дека тоа срамота за една држава. Не се посебно па пиететот кој што им го даваме на сите тие патници намерници во нашата држава, а поголемо тоа што го заслужуваат. Тотални анонимуси во сопствената држава. И голем дел од нив се луѓе кои што се делегирани на одредено место. Тие немаат легитимитет од народ, па да решиш 10.000, 20, 150, не знам колку европјани застанале позади некој, па сега оне на патот на нашите интегративни процеси на кои што ние сме декларирале заложба дека ќе ги извини брз. Просто на тие, да. Но сепак на крај на денот, каква го да е ситуацијата? Прво луѓето овдека народски кажано, не пијат нафта. И добро им е јасно зошто не сме во НАТО, зошто не сме во Европска унија. Дека не тапчаат по рамо. Многу добро им е јасно дека спорот кој што Грција го има со нашето уставно име е најирационалниот спор кој што постои на Балканот, да кажем. А го толерираат? На Дуњава? Можеби и на Дуњава. Они викаат дека нашето уставно име било безбедносна закана, територијална закана за нивните граници. Луѓето го гледаат тоа и јасно име каде е проблемот, каде лежи зајакот. Каде лежи и обичниот зајак и лудиот зајак. Но не можеш да ги лажеш луѓето. И лудиот шеширџи. Знаеме како е Бугарија интегрирана, знаеме зошто е Романија интегрирана. Побогу Црна Гора влезе во НАТО. Да. Знаеме зошто е и тоа така. И знаеме дека на сите тие патници намерници, како не ги мрзи. На сите тие патници намерници не им е стало ни до слободата на говор, ни до демократијата, ни до било кои точки кои што се разбира дека имаат своји интереси. Само ние забораваме на тоа и ние ги следиме нивните интереси наместо да размислуваме за нашите. Комшијата ти мисли подобро од мајка да работи. Односно, мразејќи политичка опција, забораваме што тоа значи за државата. Тоест, си дозволуваме штетни одлуки по државата поради ситни интереси, тесно партиски, тесно политички интереси. Тоа е трагедијата која што мора еден ден да заврши ако сакаме да имаме држава. Иначе ќе немаме држава, ќе имаме обезличена територија и можеби тоа некому му одговара. Мене не, нему не, нови луѓе. Македонските партии немаат национален консенсус. Црвени линии преку кои не проаѓаат. Тиранската платформа представена од албанските партии кои имаат консенсус и заедно настапуваат, се силни,
И ја би бил среќен да бидам лидер на албанска партија сега, во моментот кога битката е во македонскиот двор. Таа битка еднаш за секогаш мора да престане. Тоа сакав и да ми го прокоментирате една од изјавите кои што Талат Джафери ја дал по Хојти, значи не сакав да го коментираме Хојти, била, буквално ќе цитирам, Иванов има 10 дена да го даде мандат. И пазите, Талат Джафери избран како председател на Куќен совет, му се обраќа на Ѓорги Иванов, кој што го нарекуваат нелегитимниот, кој што има 546.000 гласа на избори. Што повеќе ја збориме? Како да ви кажам? Не е ни битно што има, како има во моментот функцијата председател на Република Македонија ја извршува тој човек и тука завршува приказна. Ајде сега, кој е за, не знам, јас да бидам председател на планетата Не, Земја. ваше, ајде, окей. Може. Камерманите кренеа да знаат сите. Избран се. Како ќе искоментирате ова? Уцена, ултиматум, 10 дена, што ако не? Не пишува никаде во изјавата што ако не. Не знаеме, ние не сме политичари. Прашајте го господинот Джафери. Може би пак автомобилот ќе го Ќе упали автомобилот и може ќе ни се приклучи на протести. Може би на крај ќе види дека бара сме прави. своите права. Своите права ќе си ги бара. и ќе тужи државата за нефункционалност. И му дадовме идеја. Да. Зашо не сум председател на собрание ради државата што не функционира. Утре ќе те избереме ако сакаш. Ви благодарам многу што бевте гости во ова отворено студио на телевизија Нова. Телевизија Нова од првиот ден ги следи протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, но што го правите, ќе предложиме така и во деновите што доаѓаат и во сите ваши протести. Минатиот пат ја завршив емисијата, исто ќе ја завршам сега, да се надеваме дека следниот пат кога ќе дојдете ќе говориме за тоа што сте го постигнали, односно дека оваа политичка криза конечно ќе заврши. Фала ви на поканата, на редовното и ревносно следење на сето она што се случува низ цела Македонија. И не би се надала јас премногу до наредното гостување да не се избориме пред рака. Ова е долга битка. Моје да си кажам нешто Ова е жилно да не фати мајата, ова е долга битка, а никој пат не завршува, само има различни епизоди. Искрено се надевам и апелирам до сите вклучени ова епизода да заврши што е можно подобро за сите, ама буквално за сите. Бидејќи секој неразумен потек значи пораз, но пораз за сите. Никој нема да добие, а сите ќе изгубиме. Народот најмногу ќе страда. Сите дојде. Така. Ви благодарам за гостувањето и во ова отворено студио. Вам, драги гледачи, благодарам што не пратевте ви овие часи и половина. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова. Следува дел од интервјута кои што беа денеска на програмата на телевизија Нова, кои што се однесуваат низ оваа тема, а во 22 часот вести.